Почитувани гледачи, добре дојдовте на програмата на Тера телевизија. Овој пат интервју, исто така поврзано со председателските избори. Со мене и со вас денеска ќе биде Александар Кирацовски, пратеник и генерален секретар на СДСМ, а во овие избори шеф на изборниот штаб. Господине Кирацовски, добре дојдовте во вашата битола и во Тера. Благодарам на поканата, поздрав до сите битолчани и до сите оние што не гледаат во овој регион. Кампањата влегува во својот финиш, еве уште неколку дена нели преостануваат до молкот. Како ја оценувате од аспект на Фери Демократска пред стартот на кампањата? Кандидатите нели се обврзаа на сето тоа, меѓутоа дали си стојат на зборот? Како шеф на изборниот штаб на СДСМ и на Стево Пендаровски сакам да изразам едно големо задоволство тоа како досега се одвива нашата кампања и на Стево генерално како кандидат, но и генерално целата кампања која што заедно ја водиме со останатите политички чинители и опоненти, ако можам така да се изразам. Ние бидејќи Стево Пендаровски очигледно влезе како фаворит на овие избори, сме прилично комотни, водиме една мирна, достоинствена, смирена кампања која што соодветствува со врвните демократски вредности. Јас сум задоволен и од останатите политички чинители. До сега немам информации за некои посебни нерегуларности и неправилности. Сите оние кои што учествуваат на овие избори, праќам апел и до крајот на изборниот ден на 21 април, нормално до 5 мај, сите заедно да покажеме на висока демократска зрелост, да покажеме одговорност спрема граѓаните и спрема институциите на системот и нормално сите заедно да возможиме граѓаните слободно, непречено да изразат својата волја на овие избори. Во првите 2 недели од кампањата и познавачите на приликите велат дека таа беше фокусирана, кандидатите беа фокусирани на нивните политички платформи, односно програмите што требаше да ги представат пред граѓаните, при тоа оценувајќи ја како досадна кампања, меѓутоа оваа недела веќе се појавува таа жестина и дека дека оваа кампања и тие кандидати малку треба да настапуваат и како политичари, бидејќи тоа е политика, а политичарите знаат да бидат и малку поинакви. Апсолутно. Видете, фалеше жестокоста во првиот дел? Најверојатно, но согласно сите изборни циклуси досега сите сме сведоци и сме навикнати како што се доближуваме до изборниот ден да се интензивира кампањата, ако можам така да се изразам, кон изострување и на политиката и на реториката. Мошно е јасно дека на овие председателски избори се борат два клучни големи концепти. Едниот е концепт кој што го води Стево Пендаровски заедно со сите нас, концептот на стабилност, на безбедност, на сигурна иднина, концепт кој што ги предпочита и ги турка напред евроинтеграциите и нормално влезот во НАТО алијансата. И од другата страна имаме еден концепт кој што го предпочита Христијан Мицковски, неговиот кандидат господијата Силјановска за председател на нашата држава, кој што се обидува да ја врати државата назад кон изолација, кон, ако можам повторно да кажам така, темното минато, од кое што сите ние излеговме пред повеќе од 2,5 години. Јас сум повеќе одубеден дека со се она што правиме, со промоцијата, со митинзите, со кампањата, со видеоспотовите, со начинот на говорење, со реториката која што ја употребуваме, на граѓаните им е прилично јасно дека нема да дозволиме сите заедно уназадување, туку ќе одиме напред и нема да дозволиме изолација, туку ќе одиме кон интеграција. На изборниот ден јас сум повеќе од сигурен, бидејќи Стево Пендаровски де факто влезе како фаворит во оваа битка, дека ќе имаме една сериозна предност во првиот круг и нормално голема победа на 5 мај во вториот круг. Во ова предизборие, дали беа злоупотребувани возила на министерства, користење на ресурси, човечки така натаму, бидејќи нели имавме случаи во минатото кога на тоа се предупредуваше? Видете, ние уште пред да станеме власт и парламентарно мнозинство. Тоа ги критикувавте многу претходните. Апсолутно, мощно јасно ги критикувавме сите злоупотреби, неправилности и нерегуларности за време на изборниот процес. Тоа прво не е фер спрема опонентите, второ не е фер спрема граѓаните и спрема државата нормално. Ниту еден министер не смее ниту да се дрзне да оде на митинг со
возило кое што припаѓа на известното министерство. Важна вест беше за министерката за правда. За министерката За Десковска, правда, да. апсолутно. Министерката Рената Тернеска Десковска, како и сите останати министри, директори и сите оние кои што после 16:30 одат на кампања, се возат исклучиво со приватни возила или возила кои што ги обезбедила партијата, односно штабот. Тоа што има министри на кампањата, Силјановска вели тоа не треба да е така. Видете, Вие тие кампањите ги водите после 16 до 16:30 часот, секој оне кој што обавува одредена функција, нормално дека Државна. државна функција, до тој период треба да постапува согласно таа мисија на таа институција. Но после 16:30 сите ние сме граѓани кои што даваме одредена поддршка на одреден кандидат за кој што веруваме дека е вистинскиот избор за председател. Дали беше тежок изборот, односно одлуката да се договори Пендаровски да биде заеднички кандидат на СДСМ, ДУИ и другите од коалицијата? Околу 30 на колку ги споменувате. Првенствено интрапартиски гледано, ако зборуваме од аспект меѓу кои кандидати се одлучуваше, сите они кои што имаа можност да ја добијат честа да бидат кандидат за председател на нашата држава, тука сакам да го истакнам и Никола Димитров и Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска, одлуката беше тешка. Но кога пресековме, наместо да одиме со концепт на партиски кандидат, да одиме со концепт на надпартиски кандидат, единствениот кој што се совпаѓаше по сите овие клучни основи, кој што е буквално надпартиски лик, кој што нема никаква партиска функција, дури и не е член на нашата партија, тука се совпаднавме сите со одлуката Стево Пендаровски да е нашиот кандидат кој што де факто е победнички. Коалиционите партнери заедно сите 31 политичка партија едногласно го поддржа овој кандидат и сите заедно морам да признам и да ги пофалам дека ревносно работат афирмативно согласно демократските вредности и принципи Стево Пендаровски навистина да биде кандидат, односно да биде иден председател на нашата држава, затоа што е и кандидат и председател ќе биде на сите граѓани независно од етничката, партиската, верската или било која друга припадност или социјално ниво. Велите дека своевремено на претходните избори му ја украдоа победата. Тај беше и една од одлуките за Пендаровски? Видете, несомнено Стево Пендаровски 2014 година ја имаше победата во раце. Меѓутоа, сите оние партиско-политички притисоци, закани, уцени, се она што полуѓите на тогашната власт и на режимот го мобилизира за Стево Пендаровски да загуби, а повторно да го имаме Ѓорги Иванов како председател на државата, има свое сериозно влијание за Стево Пендаровски да не биде председател и таа победа да му е украдена. Меѓутоа, знаете како, вистината и правдата еден ден доаѓаат, кога тогаш. Дојде мегдан кога Стево Пендаровски повторно заедно со сите нас е начело на оваа битка за кандидат за председател на нашата држава и јас ве уверувам дека тоа ќе биде мощно јасно и на 21 април, но ќе се овековечи на 5 мај Стево Пендаровски да го имаме за председател на сите наши граѓани. Значи ќе има втор круг, по ова што го кажувате, меѓутоа околу Јас сум многу реален, апсолутно, значи невозможно е да се постигне резултат согласно излезноста на нашите избори во минатото, резултатот над 900.000 граѓани кои што ќе излезат и ќе гласат за еден кандидат плюс еден нормално гласач, 50% плюс еден. Затоа мощно реално укажуваме дека ќе имаме на сериозна предност во првиот круг и нормално победа во вториот круг. Кога сме кај круговите, ајде потоа ќе се вратиме на кампањата за ЕУ и за НАТО, кога сме кај гласање во вториот круг, нели своевремено слушавме дека некој ќе бойкотира. При тоа Заев побара јавно на телевизија од Мицкоски да каже дека нема да повика на не бойкотирање на изборите, тоа го направи. Зошто се плашите од тоа? Видете, ние не се плашиме. Или расчистивте дека ВМРО ДПМН нема да бойкотира? Или пак се уште имате дилема? Со ВМРО ДПМН никогаш не сте на чисто и со ВМРО ДПМН секогаш се е нешто сумнително. И Мицкоски така вели за СДСМ? Да, меѓутоа и граѓаните и сите ние можете добро знаеме како до последен момент за време на референдумот не истакна дали ќе бойкотираат или не, а на изборниот ден, односно на денот на гласање, видовме како се случи еден страшен бойкот кој што имаше за цел да ја уназади нашата еднина. На неговата изјава сега не верувате дека нема да бойкотираат? Ни подразно, но верувам во граѓаните, независно од тоа дали ВМРО ДПМН ќе одлучи да бойкотира или не, знам дека граѓаните ќе се мобилизираат да не дозволат да се случи тој бойкот. Бойкотот е еден сериозен антидржавнички чин кој што буквално ја попречува иднината на нашата држава. Ние
покрај многуте аспекти и критериуми кои што требаше на некој начин да ги исполниме, овие избори од една страна да бидат фер и регуларни, но и да бидат без бојкот, да бидат реални избори, е еден од предусловите за почнување на преговорите и добивање на датум за преговори со Европската унија. Таму е јасно и на Мицкоски. Да, апсолутно. Јас сакам да се навратам една мала дигресија за разликата помеѓу СРСМ и ВМРО-ДПМН. 2014 година на сите не беше мошно јасно, имајќи предвид со кого си имаме работа и како сите полуги на власта беа ставени во интерес на режимот, дека 2014 година ние нема да бидеме ниту парламентарна власт, ниту пак ќе имаме председател. Бидејќи знаевме колку се лажираат, крадат изборите, заедно со сите неправилности и нерегуларности. Можевме да излезиме со одлуката за бојкот. И немаше да се избери председател. Немаше да се избери председател, меѓутоа државата ќе стагнираше. Ќе влезевме во една сериозна политичка криза, која што де факто после аудиоснимките и бомбите влезе. Нашата држава за добро на сите нас и за среднорочно долго и долгорочно добро на сите наши граѓани, меѓутоа одлуката себично интрапартиски гледано не ја донесовме заради тоа што бевме свесни дека нашата држава председател треба да има. Каков таков. Овој пат ние го имаме Стево Пендаровски, кој што е општо прифатлив за сите наши граѓани. Стево Пендаровски е номиниран за само неколку часа од 32.000 граѓани кои што во еден ден со своји потписи излегоа и ја дадоа својата поддршка. Стево Пендаровски е поддржан од 31 партија. Стево Пендаровски е поддржан од 60 пратеници, над 60 пратеници од собранието на нашата држава. Така да бојкотот можеби само евентуално малку да ја одложи, да го одложи изборот на Стево Пендаровски, меѓутоа ќе одложи и нашата перспектива кон евроатлантските интеграции. Но она што сакам мощно јасно да го истакнам. Независно од одлуката на ВМРО-ДПМН. Ние ќе најдеме сила, ќе смогнеме и енергија заедно со сите граѓани да успееме, независно дали тоа ВМРО-ДПМН ќе бојкотира или не, цензусот од 40% да го исполниме и ќе го исполниме. Николовски од Битола рече дека во изјава дадена за медиумите вели дека Заев ќе биде најсреќен доколку пропаднат изборите, бидејќи ќе ги загуби. Кои избори? За председателските избори? Видете, Александар Николовски нема што друго да дискутира заедно со Христијан Мицковски и таа свита околу нив, затоа што за нив еден е единствениот интерес за време на овие избори. Тие не се борат за господјата Силјановска да стане председател на нашата држава, затоа што знаат дека ги нема тие шанси. Тие единствено се борат да опстојат на ниво на раководство во ВМРО, да помали да направат се она што е во нивна моќ за тоа раководство да се одржи уште малку на интрапартиската власт. Меѓутоа, ние досега покажавме дека независно од околностите, особено не сега кога сме фаворити на овие избори, знаеме да се надминеме партиски и да гледаме само и единствено во интерес на државата и граѓаните. Премиерот рече дека нели во интервју синоќа за 21 телевизија дека не е исклучена и опцијата при евентуално или неуспешни избори дека председател да се бира во собрание со промена на уставот околу цензусот или пак собранието да го бира. Видете, тоа е мощне легитимен потек. И сега опозицијата вели од кујната на СДСМ излегуваат повторно овие работи. Видете, ние дискутираме мощно отворено за сите прашања. Ние не можеме глуви и слепи да останеме на битни прашања дали ќе има цензус или не. И затоа мощно, транспарентно, искрено, чисто ги изнесуваме сите аргументи. Ако евентуално се оствари онај мал процент, според мене, да бојкотот условно кажано екзистира и успе, тогаш имаме три опции на располагање. Или веднаш да одиме на нови председателски избори, или да одеме на промена на устав, каде што или ќе се сузбие, ќе се укине цензусот, или председателот ќе се бира во собранието на нашата држава. Ништо сложено, ништо што на некој начин е баук за нашите граѓани. Меѓутоа пак ќе кажам, ние ќе смогнеме сили, сите граѓани, бидејќи сме мощно свесни. Политичката ферментација е на високо ниво, свеста политичка кај граѓаните е на високо ниво. Нема да дозволат да се попречи иднината на нашата држава бојкотирајќи ги овие избори.
Во овие председателски избори, во ова председателска кампања, слушаме и работи кои немаат никаква врска со надлежностите и со ингеренциите на председателот, па си има тука и дилемата дали се ова избори каде што се бира председател на државата или пак партиите си ги одмеруваат силите, а ВМРО многу пати на секоја дебати, на секоја пресконференција или пак митинг ве повикува и на предвремени парламентарни избори. Какви се овие избори, мешавина од две работи или тука треба да се види кој е помоќен и попопуларен, Заев или Мицкоски? Видете, кога имате председателски избори, кои што според многумина се избори каде што се решава за еден човек кој што може да придонеси во одреден дел за државата, меѓутоа сите знаеме дека централната власт, парламентарното мнозинство, владата се оние кои што ги имаат главните полуги за доброто на граѓаните, заедно со локалната самоуправа. И од тој аспект неизбежни се темите како што се економија, здравство, образование, локална самоуправа, инфраструктура, социјала, се она што е битно за секојдневието на нашите граѓани, се она што е опипливо за нашите дури животната средина. Дури животната средина, што кој што е мощен актуелниот председател и председател во изминатите 10 години направи на тие теми. Видете, изминатиот председател во изминатите 10 години не направи буквално ништо, а ако бевме срекни и она што го направи, немаше да го направи. Меѓутоа, затоа сме сега, после 10 години, многу поискусни сите ние, и како граѓани, и како политичари, и знаеме лесно да препознаеме кој треба да биде иден председател на државата, а кој не. Тој често ви изненадуваше со редени потези. За жал, да, не изненадуваше. Меѓутоа, нема да дозволиме. За 27 април, кај што и вие нели таму бевте заедно со Заев и останатите. Видете, прашање на време беше. На некој начин на часови или минути Ѓорги Ванов на 27 април да прогласи воена состојба. И сето тоа да го прогласи за пуч и се она што беше реално вистина за Македонија да го стави во ќош, а режимот да продолжи да екзистира. Меѓутоа, за среќа не се постигна тоа. Некој вела добро да имаме жена за врховен командант. Видете, треба, навистина, се сложувам во некој иден период, да, меѓутоа прво треба да го знае бројот на војската и сите клучни аспекти за војниците и се она со кое што се соочува нашата војска, кое што за многу скоро ќе биде не знае, не и кажали или изненадени бевте од таквата изјава? Видете, ние сме секојдневно изненадени од господјата Сијановска и од пиарот на ВМРО ДПМН како може да си дозволат кардинални и сериозни грешки, одстапување од закажани интервјуа, откажување на митинзи и се она што ја девалвира нивната кампања. Меѓутоа, тоа е нивна работа, најверојатно се соочуваат со фактот дека ќе ги загубат овие избори. Ама ваша работа, како се справувате кога пред партискиот штаб на ВМРО ДПМН држат пресконференција вашите луѓе, при тоа му пуштаат музика на разглас? Видете, тоа може симпатично и звучи и личи. Тие се креативни кога треба специјалното јавно обвинителство да се сузбие и да креираат начини како во самиот предлог закон кој што го нудат сега преку амандманите да се зацкрие амнестија. Да, и таму застанавте за главите. Тие се мощни и креативни кога треба да пуштат условно кажано музика и да попречуваат нашиот портпарол да ја одржи пресконференцијата, меѓутоа воопшто не се креативни и не ги бива кога се работи за доброто и за едината на граѓаните. Меѓутоа, бидејќи ми поставивте повеќе прашања, сакам редоследно околу тоа да одговорам. Председателот може би ги нема сите ингеренции кои што се неопходни за доброто на државата извршно да може да ги спроведи, меѓутоа тој е оној кој што ги потпишува законите. Тој е оној кој што може да врати одреден закон или оној кој што може да иницира заедно со пратениците и со политичките партии одредено законско решение за доброто на граѓаните. Тој е врховен командант, председателот предлага уставни суди и председателот може мощне соодветно да биде пушап, да биде двигател на политичките партии преку нивна контрола и преку соодветно критикување на оние кои што се на власт исто времено како и на оние кои што се во опозиција. Стево Пендаровски, морам да признам, како парламентарно мнозинство или влада можеби не ни одговара секогаш, меѓутоа ние го респектираме неговиот интегритет, знае често пати да рече: не сум задоволен со овие реформи. Од една страна, од друга страна не сум задоволен како се справувате на условно кажано локално ниво со сите оние проблеми кои што ги остави претходната влада, односно претходните градоначалници. Меѓутоа, тоа е негово право кое што го диференцира од сите останати кандидати и кое што го вади на пиедесталот да биде јасно и кристално чисто
каков треба да биде идниот председател на нашата држава. Како што реков, Околу- тој треба да биде двигател на нештото. До сега такво нешто кај кој од изминатите председатели препознавте? За Иванов рековте дека не препознавте ништо. Видете, освен кај актуелниот председател Ѓорги Иванов, кај сите останати председатели, и кај господинот Бранко Црвенковски, и кај господинот Борис Трајковски, и особено кај господинот, Бог да го прости, нормално нашиот почитуван Киро Глигоров, имавме една сериозна линија на развој, поттикнување и напредок, особено на надвршната политика и особено како мобилизатор на внатрешните околности и на сите оние политички чинители кои што има потреба од одреден форс од самиот председател. Овој актуелен председател кој што за среќа за месец дена е во заминување, не покажа буквално никаква иницијатива за добро на државата, меѓутоа покажа една деструктивност која што ја стагнираше, ја закочи и ја уназади нашата држава и демократијата во истата. Се плаши дека ги потпиши барањата за овие што поднеса за 27 за помилување? Видете, што и да направи Ѓорги Иванов, може лесно да биде поништено. Ѓорги Иванов заминува во политичка пензија за многу скоро и заедно со сиот притисок кој што и предвремено за настаните за 27 април, а истовремено и сега за епилозите од самите судски казни, можеме да го спречиме ако соодветно настапиме. Независно каква ќе биде неговата реакција, ние на тој начин ќе се поставиме да спречиме се она што е во интерес на нашите граѓани. Меѓутоа, уште еднаш, ако може околу делот на бидејќи интересно звучи и за граѓаните, зошто не му дозволувате предвремени парламентарни избори на Христијан Мицковски? Христијан Мицковски кога бара предвремени парламентарни избори, јас ви уверувам дека моли Бога да не ги добие. Христијан Мицковски заедно со ВМРО ДПМН или генерално таа партија во последните 12 години се најслабото раководство и како партија се во најслабата кондиција. Ние не ликуваме на тоа, меѓутоа добро е да се соопшти тој факт и таа констатација, бидејќи таа е наша опозиција која што треба да не критикува, да не мобилизира, да дава сугестии кои што се за доброто на сите наши граѓани. Меѓутоа како и да е, Христијан Мицковски дали ќе добие условно кажано по година дена предвремени парламентарни избори или по година и пол редовни парламентарни избори, за многу скоро време истите ќе ги има. А на истите бара предвремени избори. Нема проблем, ќе ги добијат, но сега кога сите заедно сме буквално пред портите на НАТО алијансата и пред почетокот на преговорите со Европската унија, да ја попречиме таа еднина, со тоа што себично интрапартиски ќе речеме ајде ќе одиме на избори и ќе ги поразиме и ќе си обезбедиме уште еден 4-годишен мандат, тоа нема да го дозволите. Така и Заев рече дека не дозволува. Не е одговорно ниту спрема граѓаните, ниту спрема државата, а ниту спрема партнерите од странство кои што ни помогнаа многу да стигнеме до оваа точка. Но како и да е, тогаш кога ќе бидат независно предвремени или редовни парламентарни избори, ВМРО ДПМН ќе ја добие сметката за сите деструктивни политики со еден сериозен пораз. Со сеја ќе ве попречат околу она што треба да се случи, бидејќи имаме како услов ние поставено страна на Европската комисија. Пред да дојдам во вашата емисија, ја чув министерката за правда. Велам, Рената, како сме, докаде сме со САЈО, да не случајно попуштиме во нешто, треба нормално јасно да се соопшти и транспарентно пред граѓаните. Вели, другар Кирац, терај гази, не се секирај, ни буква, ни точка, ни запирка нема да се попушти од она што е реално законско решение и кое што го гарантира правниот систем во нашата држава. Зошто толку инсистирате на Катица Јанева? Видете, не инсистираме толку на толку што ви инсистирате, толку Мицковски вели ние не ја сакаме. На Катица Јанева, има и други. одреден мандат кој што треба нормално да заврши, после тоа ќе видиме кој ќе биде избран за нов специјален јавен обвинител. Битното е тоа што ВМРО ДПМН сака комплетно да го укине специјалното јавно обвинителство. Да, тие велат па ниеден човек од власта не е затворен. Видете, во тие аудио снимки кои што се комплетно предадени до специјалното јавно обвинителство, јас лично не знам, меѓутоа претпоставувам и сум убеден дека бидејќи доминантно беше опозицијата престушкувана, дека може да се отворат идни предмети. Меѓутоа и затоа се бориме ние. Дајте да овозможиме и после 30 јуни 2017 година сите оние аудио снимки кои што екзистирале, меѓутоа не се покренати судски предмети за истите, да овозможиме да се покренат и после нормално 30 јуни 2017 година. ВМРО ДПМН сака комплетно да го претопи
специјалното јавно обвинителство, во кој што целата наша држава вложи многу труд, многу енергија, финансиски средства и нормално постигнавме сериозни резултати кои што не доведоа да бидеме на линија на правна држава, кој што на некој начин е и предуслов за почеток на преговорите со Европската унија. Како и да е, работа тврдите ќе ја завршите. Апсолутно, ќе смогнеме сила, независно дали заедно со ВМРО ДПМН или со мнозинство на над 80 пратеници кои што се неопходни за да се изгласа тоа предлог законско решение, и нема да дозволиме нивната креативност за изноѓање најразлични начини преку поднесување на амандмани за скриена амнестија да биде случај и да помине и преку овие преговори. Многу пати барате од ВМРО ДПМН, односно Христијан Мицковски, да кажат како во Европската унија и НАТО без договорот од Преспа, бидејќи тврдите дека тие ќе го ревидираат, ќе ги вратат процесите назад. Тие и кандидатот за претседател на нивната партија рече дека таа сепак ќе го почитува уставот во уставот е Република Северна Македонија, но дека низ одредени процеси може тоа да се исправи таа грешка. Видете, еднаш рече, меѓутоа истата вечер тука во Битола порекна, ВМРО ДПМН сака да ја врати нашата држава назад во изолација. Јас ве уверувам, секој направен чекор од ден на ден на приближување кон Европската унија и НАТО, кон тој цивилизиран демократски свет, модерен свет, за ВМРО ДПМН значи приближување до одговорноста или намалување на можноста за избегнување на одговорноста. ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски апсолутно немаат никаков план за еднината на нашата држава. Калкулираат со нивната реторика која што од една страна сакаат да ја промовираат патриотски, иако тоа повеќе не врви, како ќе го вратат назад договорот од Преспа, како ќе ја поништат спогодбата, нешто што е исклучително опасно дури и да се изусти, а камоли реално да се спроведи, па потоа ретерираат, кажуваат едно, прават друго. Како зборуваат заради гласачите или навистина веруваат во тоа? Што читате во нивните мисли? Видете, јас мислам дека не може нешто стратешки да се прочита во нивното делување. Мислам дека се прилично, со сиот респект кон таа партија која што е опозициона партија, мислам дека се прилично загубени во овој простор и дека ќе им треба време да застанат на шините на сериозно политичко делување и да бидат сериозна опозиција. Има драстична разлика помеѓу политиките на СДСМ и ВМРО и нормално разлика меѓу реториката и она за што се бори и залага Стево Петаровски, а за што се залага господјата Гордана Силјановска. Таа на ТВ Дуел на Телма вели дека нема да ја почитува спогодбата од Преспа, а вечерта тука од нашата Битола изјавува дека, односно дека ќе ја почитува, вечерта од Битола изјавува дека нема да ја почитува. Во незиниот спот за истата таа спогодба која што рече дека ќе ја почитува, вели дека тоа е најпредавничкиот договор кој што го гледаме. Дополнително слушаме како зборува со се и се што, но ниту еднаш не го осуди насилството на 27 април. Ниту еднаш не кажа јасен став за еднината на специјалното јавно обвинителство, ниту еднаш не слушнавме како го осуди криминалот и бегството на нивниот почесен председател, од каде што таа е номинирана за кандидат за председател, бегството на Груевски. И се останато што зошто таа не го прави представуваше. Затоа што ниту таа, ниту Христијан Мицковски не ценат дека им е исплатливо, најверојатно. Таа, ако можам така народски да се изразам, папочна врска меѓу Никола Груевски и Христијан Мицковски е мощнец врста, истовремено како што во ликот на Христијан Мицковски постојано ја гледаме господјата Силјановска и обратно. Како и да е, тоа друштво за време на овие претседателски избори ќе нема можноста да се пофали со победа избор на претседател на нашата држава, но од друга страна јас им порачувам сериозно да ги стросаат своите редови, да избегнат, иако нормално интрапартиски лично ми одговара ова состојба во ВМРО ДПМН, меѓутоа ризикот кој што постои секојаш таквите партии кои што се залутани во политиката да ја попречат еднината на државата екзистира, а тоа нормално треба да не засега сите нас. Кон крајот на оваа емисија само вака да направиме едно пребројување, не со бројки, колку повеќе имаше луѓе на вашиот митинг пред седиште на Европската унија или пред владата на ВМРО ДПМН? Видете, мене ми е мощно драго што времето кога јавното мнение го креира
лажните анкети на Институтот Павел Шатев, кога куририте во наводници го креира јавното мнение и можноста некој кој што не заслужува да биде избран, замина и помина, ние повеќе не се пребројуваме кој колку луѓе имало на митинзите, иако нормално дека двојно повеќе имаше луѓе на нашиот митинг кој што беше импозантен, беше пред седиштето на Европската унија и се испратија мощни битни клучни пораки за еднината на нашата држава. И таму дронови, тука дронови, па луѓето може да видат каде колку има. Апсолутно, апсолутно, но повторно велам, независно што имавме повеќе луѓе на митинзите. Имаше времења кога ние нормално поради стравот од екзистирањето на режимот имавме потешкоти да мобилизираме луѓе. Сега во мора да помне е алиментирана од таа на некој начин негативна ситуација, ние се однесуваме комплетно демократски, дури јас лично помагам ако одреден проблем се испречува пред нивната кампања, а е во наш домен и во наша моќ да се отклони истиот за да имаат непречено функционирање за време на кампањата, затоа што и Гордана Селјановска и господинот Река и нормално Стево Пендаровски се кандидати за председател на сите наши граѓани. И тука мора сите заедно да направиме се тие достоинствено да се представат, а граѓаните да одлучат кој е најдобриот иден председател. Ја заборавивте Битола или ја имате на ум? Видете, Битола е мој роден град каде што сум се оженил, сум основал семејство и град каде што несомнено ќе продолжам да живеам и да стареам. Двете сериозни функции, и генерален секретар на СРСМ и нормално пратеник во собранието на нашата држава, некогаш не ми дозволува да сум постојано тука. Меѓутоа редовно секој викенд морам да доаѓам и заради средбите со граѓаните и заради сите оние активности кои што се очекуваат од мене, морам да истакнам без да се само актуализирам дека помагам и лобирам, ама буквално на секој можен начин. Заедно со останатите чинители и со Наташа како градоначалник на општина Битола и со сите оние локални директори, со министрите, со сите оние кои што значат нешто и можат да придонесат, направивме клучни активности кои што имаат значаен помак во нашето општество, иако се она што екзистираше во минатото тешко може да се донесе на рамна нула условно кажано, меѓутоа обезбедивме сериозни средства за клиничката болница, се надевам дека граѓаните го чувствуваат тоа. На моја лична иницијатива заедно со останатите пратеници, седиштето на правниот факултет ќе се префрли во нашата Битола. Она што за најголем потек или за лично признание заедно со нашата влада ќе можам да го сметам во иднина е мојата заложба за автопатско или евентуално за брз пат во прва линија или веднаш на потегот Прилеп Битола, Битола Меđитлија. Па на сите ни се смачи да се дрнкаме по однаков пат до Скопје. Апсолутно, апсолутно. Секогаш во владите, било на ВМРО ДПМН или на СДСМ, главно министрите за транспорт и врски биле од битолскиот или најчесто од прилепскиот крај. Па ние немаме експресен пат со кој до Скопје ќе стигнеме преку Прилеп за помалку од 2 часа. Немаме, за жал. Затоа што и вие кога доаѓате од Скопје наумни, сигурно дека од самиот пат ќе се изнервирате, па нервозно во Битола ќе стигнете. Ни подразно, задоволство е да се биде тука. Да, во такви услови, во таков но пат. се сложувам, претходната влада имаше долг период на владење кога Кичево, Охридце работи, Миладиновци, Штипце работи, еве локал патриотски вака. Да. Јас ве уверувам дека сериозно се залагам и знам дека ќе успеам, бидејќи иницијацијата на архитектонското условно кажано решение и инфраструктурното решение веќе се во очекор и знам дека за година дена веќе ќе ги имаме сите неопходни клучни параметри за изградба на овој пат и заедно со и нормално со министерот Сугаревски, со премиерот Заев, со сите останати кои што имаме можност и ја имаме честа да повлијаеме малку за овој пат да биде направен, дека тоа ќе се случи. Тоа е едно мое лично ветување, нормално и пред битолчани, заедно со развојот на туризмот во Пелистер и заедно со сите оние неопходни активности, бидејќи ние сме сега
пред портите на Европската унија, се помиривме со нашиот јужен сосед, со Република Грција, што е сериозна перспектива за младите реално да останат тука. Сериозни инвестиции ќе се случуваат во иднина и младите и сите ние заедно реално ќе имаме шанса нашата иднина да ја гледаме во нашето родно место, тука да твориме, тука да работиме, тука да основаме семејство, тука да стараеме на задоволство и на гордост на нашата битола и на сиот регион и на нашата држава. Кога сме ка Европската унија, само на крај битола го има преминот Меджитлија, сега ќе го отворите и Маркова нога, некои зборуваат и кај Кавадарци таму премин ќе се направи. Еве ние сме пак некако во предност, ВМРО го почна тој проект со железницата, меѓутоа застана заради сите тие одредни работи околу фирмите подизведувачите, меѓутоа железничката линија за Кременица ја завршивте, па сега се спрема возот. Се спрема возот, апсолутно, на задоволство на сите битолчани, на сите останати од регионот. Јас сакам само да ги поздравам гледачите, да ги повикам на 21 април, сите заедно, масовно, да излеземе, да дадеме поддршката за нашиот Стево Пендаровски, кој што е буквално нивно решение и нивни предлог со тие над 32.000 подписи собрани само во еден ден, заедно со владата на нашата држава, заедно со сите нас кои што имаме можност и чест да помогнеме, ќе направиме се овој град да го врати заслужениот си и заслуженото место во нашата земја и во истиот да е драго едноставно да се живее. Добро, за сите овие ветувања и кажни работи ќе ве Да ме држите за збор. Ќе ве држат за збор, особено затоа што нели наредни ќе бидат парламентарни, па потоа ќе има локални избори, а околу патот сигурно дека тоа ќе ви го забележуваат доколку не го реализирате. Кирацовски, благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам, поздрав до сите битолчани што ме гледа. Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со Александар Кирацовски, пратеник и генерален секретар на СДСМ, а во овој период и шеф на изборниот штаб на СДСМ и нивниот претседателски кандидат Пендаровски. Останете со Тера.